село Арменеро, за кого не само јас, туку и многу од вас не знаја што се направил тој наш Цанев за македонската кауза, за тој македонски народ. Ако македонскиот народ е темелот на државата, тогаш тој наш народ, или поточно, ние македонците, иако сме премногу разочарани од се што нашите домашни предавници на чело со Заев уништија се што е македонско, мораме да се здружиме за нашето национално битие, да помогнеме на оние кои ќе отпочнат оваа борба против неправдата во Република Македонија. Не зборувам борба со оружје, туку борба на протести што ќе отпочнат во најбрзо време во Републиката, зашто сега мене не ме интересира од другите малцинства да се секирам што се во Република Македонија, иако не сум расист, но сега си го бранам само своето, македонското. Мора подхитно да се спречи и пописот, зашто пред околу 2 недели еден од американците напиша: можно е албанското население во Република Македонија да биде повеќе од македонското. Исто така мора да се спречи пописот за Божем, како што велат, самостојност на Македонската православна црква, зашто верниците на таа Македонска црква ние сме народот. Без нас нема нити црква да има, нити ништо. Луѓето одат во црквата за да се одржат сите македонски обичаи и слично. Нам овде во диаспората не ни е потребна православна црква на Северна Македонија. Тоа е повеќе од понижувачко. Мора да се даде отпор за да имаме победа на неправдата, зашто тоа е наша должност. Аманет од сите оние кои ги положија животите за да нас ни дадат слобода за таа наша Македонија. Македонија мора да ја вратиме и се што е македонско, но затоа пак идната влада која треба да дојде пред да гласаме, а тоа ќе дојде ова година, за нив мора да бидат чисти и јасни, да кажат пред македонскиот народ дека веднаш ќе отстранат таа проклета придавка наречена Северна и само да се биде Република Македонија, дека веднаш ќе ги поништат сите договори и преговори и отворење на вистинската македонска историја која им ги отвори очите на сите оние што не уништуваат, да ги биде заедно како мајка на сите други македонци од другите делови на Македонија, а не да ги отстрани. Се во ова не можеме ние вака да го трпиме. Треба да македонците таму нормално треба да се борат со протестите. Точно е, но и ние треба не да чекаме на готово, да бидеме паразити и после ние треба на било каков начин да ги помагаме, зашто време е за македонското национално единство, време е правдата за Македонија, а како што вели старата народна, пред вистината и боговите молчат. Јас вечерашна наша емисија ќе ја завршам со песна која лично ја пеам и точно за мојата Македонија, а сите вас ве поздравувам со нашето македонско единство. Srce to na Balkanu
Ете, полека го заокружуваме и ова наше издание, почитувани слушатели. Дозволете ми да ви се заблагодарам за вашето другарување, но истовремено имајте и пријатна седмица, со желба да не слушате идната недела од 6 часот навечер на брановата должина 101.3 FM, каде, бидејќи сабота е мртва сабота, ние в недела ќе дадеме прилог околу тој празник на мртвите. Но затоа пак од студиото на Глас од Македонија, вашиот уредник и водител Драгица Белчевска ви посакува добра ноќ и утре нека е честит нашиот фамилиарен ден или денот на фамилијата. Пријатно. Земјо